Ние луѓето многу ретко се откажуваме од вкусниот десерт после ручек или вечера. А ако сме честни со себе до крај, никогаш не се откажуваме. Во други пак животни ситуации, заради овие или оние причини, согласни сме да го изоставиме креместиот десерт на сметка од овошни салати, меѓу кои и салатата Македонија, која во себе ја носи циничната порака за нашето битесување. Замислите. Салатата Македонија се состои од ингредиенти кои виреат во разни климатски појаси, како на пример банана диња, портокал праска, лимон јаболко, кои истовремено се разни на вкус со различни внатрешни содржини. Салатата вместува во себе овоштија кои ниту една домакинка, се разбира водејќи се според сопствената интуиција, а не според рецептот, не би ги смешала заедно. Карактеристиката на оваа салата дозволува неограничен избор на овоштија. Во стилот што повеќе, тоа повесело. Истите тие циници, спомнати претходно, ја раскажуваат срцепарателната легенда за потеклото и името на оваа салата. Историјата тука не враќа назад, во времето на римскиот император Јустинијан. Во негова служба бил и одважниот генерал Белисарио, чија што жена Антонина, без оглед на сите доблести кои му припаѓале на генералот, си дозволила себе си љубовник. Заради него, Антонина била спремна на се. Верната прислужничка на генералот по име Македонија, од своја страна сметала за потребно овај факт да го сподели со него. И пред да му го раскаже тоа што сите го знаеле, освен се разбира самиот тој, Македонија добила устно ветување дека никогаш и ништо нема да го загрози незиниот живот, ниту пак и иднината. Но Антонина, се разбира, биејќи се во хистерија, ја докажувала својата правост и чедност. Беласарио веднаш и поверувал на незината насолзена невиност и ја предал Македонија во раците на судбината, тоест во собственост на Антонина. За разлика од својот сопруг, таа ништо не ја ветила на слугинката. Едноставно, наредила да ја го отсечат јазикот и откако ќе ја исечат на ситни парчина да ја фрлат в море. Не влегувај во туги есапи, оти ќе завршиш во салата, е наравучењето на ова неромантична историја. Така гласи публичната, односно официјалната полука. Може би и фразата на италијаните да се приготви Македонија, чија смисла е да се направи, тој се инсценира неприлика, ја влече својата генеза токму од оваа легенда. Тешко е тоа да се констатира со сигурност после толку време, ама импресијата дека Македонија од римско па навака се дизајнира како истоимената салата, во кои се раситнати и оставени заедно разни составни компоненти кои секогаш ќе бидат тоа што биле и претходно. Без синтеза, едноставна смеса на разни чинители. Иако се во иста чинија, сите се сами за себе, сите сами со себе и сите сами по себе. Љубопитен е концептот на шефот кувар кој измислил оваа салата. Додека во неговата, морам да признам, по кралевски раскошна кујна, сите вкусноти имаат состојка која е основниот носител на вкусовите квалитети, а останатите исто така важни и значајни, но во помал однос, секоја со својата љутост, благост, аромат, прјаност, го возвишуваат деликатесот и ја представуваат неговата личност. Во текот на својата долга и плодна мисија, како што самиот милува да ја нарекува, шефот кувар измислил множество на други јаства и манџи. На нашата сталажа, например во кујната, во соседните чинии, ингредиентите и зачините кои го балансираат вкусот во нашата чинија, тука тие го дефинираат карактерот, а пак и нашата состојка овде хармонира. Дај Бог, си велам јас. Еднаш некој наш внук, правнук, шеф во молекуларна кујна, да создаде рецепт
во кој салатата Македонија ќе ја претвори во сладост неимоверна, во джем или мармалат Македонија, кој како милува, така и нека го нарече. Кога разните овоштија, како во котел, а не во чинија, ќе се соединат во еден нов квалитет во македонската нација.